Одиме со една веројатно супер атрактивна борба во која што ќе го видиме Мартин Шријанка од Словачка против Калил Зубаиров, Македонија. Оној кој што го освои бронзениот медал неодамна на европското првенство во Полска до 23 годишна возраст, се работи за еден исклучително квалитетен надпреварувач, но и Шријанка го видовме претходно во добри изданија. Вистинско финале во категорија до 86 кг. Рековме за Зубаиров, поранешен младински европски шампион, ми се чини 2011 година, кога настапувал за Русија. Изворени настапи на европското првенство во Полска и очекуваме многу од него и на европските игри во Баку, кои што ќе бидат за нешто повеќе од еден месец, од 12 до 28 јуни. Тој имаше прекрасен настап на европското првенство до 23 години во Полска. Направи добар резултат. Минатата година тој беше регистриран за Македонија, меѓутоа не успеа да направи да учествува, бидејќи тогаш не беа средени документите за него, меѓутоа оваа година веќе сето се регулира и сега со неговиот настап веќе тој го донесе првиот медал за Македонија. Внимателно е почнува борбата, да. Тоа е таа руска школа, гледате тие како внимателно се борат, значи тој дел мислам го чека противникот најверојатно да сгреши, гледате дека дури му дозволува да биде фатен за нога, најверојатно сака да го контрира од тука, да направи една контраакција. Можеби сака ефективно да го заврши мечот, меѓутоа во едни вакви финални борби треба да се внимава, бидејќи сепак е битно и победата. Значи колку да сакаш да бидеш атрактивен, значи не можеш да си дозволи некој таков луксус да гледате една минута и да, и 2-3 секунди практично без акција. Горе се 20-та борачи. Интересно е тоа што Словакот е доста цврст и квалитетен. Сега може да направи Зубаиров напад за евентуално освојување на првите поени. И предпоставка беше и пред почетокот на ова финале дека може да биде ова многу интересна, можеби и најатрактивна борба. Ќе видиме, до крај остануваат уште две во категорија до 97 и 125 килограми. Успеа Зубаиров, да, 2-0 и продолжува. Уште 2 поена. Уште 4-0. Тоа е тој карактеристичен ауфрайзер. Среќа што Шријанка дојде до работ, некако излезе во аут и едниот и другиот надвор до недозволен простор за борење, па со 4-0 сега, гледате, немаше некаде минути и 21 секунди поенија, веднаш потоа 4 со две акции. Па тоа е всушност и квалитетните борачи знаат да направат, тактизира, на крај прави една силна акција, неколку поени. Карактеристичен тука беше Шабан Трстена, знаеше така во вод, буквално ќе влезе во акција и после ќе продолжи да направи неколку поени во серија и буквално тука го тушираше противникот, речеме, за многу кратко време. Значи тука се искористи додека уште не е стабилизиран противникот. Гледате, се веќе застана, малку се залепи веќе колку и да сака во однос на претходната акција кога беше многу брзо реагира и го. Да, тогаш направи 2+2, сега 2 поена, 6-0 вкупно. Во секој случај добро доколку можеби се заангажира малку Зубаиров, може и да ја заврши борбата уште во првиот дел, меѓутоа сепак на него одлучува како да ќе го направи тоа. Јас ви реков, да и тој пробува малку да контрира, значи го навлекува противникот да тргне во акција и понатаму да тој да направи контра. Идентична ситуација од првата акција кога освои 2 поена. Пак истото го прави, многу интересно. Најверојатно ќе се оди и во втората рунда, што не е ни толку страшно. Во секој случај гледаме дека Зубаиров веќе ја контролира борбата и нема да има проблем. И Димков, подобро да го гледаме подолго, затоа што немаме многу често можност да гледаме борење, особено не вакво квалитетно. Добро и што Шријанка, иако не освои поени, сепак е цврст орев, условно речено. Тоа е еден од хендикепите кај нас, да речеме, тие боречи. Нема спаринг, да речеме, не се, видите, и доста е скап. Значи за да донесеш еден бореч тука ќе треба тука да престојува, да тренира, да прави така натака. И ќе биде, значи ќе има доста трошкови околу се до тоа. Меѓутоа може доста да го популаризира борењето и рековме во тој дел ќе мораме да направиме и ние некои промени во однос на системна надпревари, некои други работи, бидејќи и самото борење се менува, ќе мораме и ние да промениме некои работи како боречки работници. 6-0 почеток на втората рунда. Ова е веќе она
категорија нешто потешка 86, потоа следува Антонија Горостаси до 97 и особено најтешката и за многумина најатрактивна категорија 125 килограми. Тоа ќе бидат последните две борби кои што ќе ги следиме во настапите на борачите на овој 39-ти македонски бисер. И еве уште еднаш сега. 2 поена, 2 по 2, веќе 8-0. Па тоа е се најверојатно ќе пробува пак уште едно со Ауфрайзер, гледате веќе тргнува. И да ја заврши приказната. Па да, веќе му ја освои, од другата страна не се гледа тука, меѓутоа гледате му ја држи раката и тоа веќе многу беше доста ефикасно во тој момент кога ќе успее да ја собере раката и да направи поент. Меѓутоа не сакаше можеби да се троши до крај. Наверојатно ќе бара акција уште еднаш од стоечка положба каде што ќе го слече противникот. И добро е што ниту еднаш досега не му дозволи на Словакот да освои поени. Тоа покажа само колку внимателно влегува во оваа борба. Полека, но многу сигурно дојде до 8-0 за 4 минути борба. Е сега прва можност за противникот да освои некој поен, но гледате како одлично се брани. Тоа е тоа што го чекаше постојано. И повторно со контра, да. Значи, таа е таа контра што буквално бараше од него и го навлекуваше да го фати. 10-0 и крај. Ова е технички туш практично. Ова е 10-0 за Зубаиров. При 10 разлика тоа е технички туш, значи и тука се прекинува борбата. И гледате во однос на Словакот, Зубиров е многу повисок со едни долги екстремитети, така да таа борба што ја прави често пати дури идеше во позиција на шпага, на препонски сет, каде што многу дава простор за изведување на многу други техники. Самата негова, гледате дека таква конституција има и доста еластичен мускул. Да, претходно имаше слична борба која што ја заврши во дуел со Светослав Димитров, нашиот репрезентативец, и надмоќно успеа да триумфира во категорија до 86 килограми. А следната борба што ќе ја видиме е до 97, таму Дејан Богданов, кој порано настапуваше во оваа категорија до 86, сега ќе се бори против Ердал Раимов до 97 килограми. Па точно, што се однесува до килограмите, јас во еден период, значи целиот мој живот го поминав во една категорија 68 килограми. Се надпреварав и 74, се надпреварав и предходи во помалите категории. Сум знаел да се надпреварав и на 82 и на 90 килограми во екипните надпревари. Меѓутоа тука е некогаш хендикеп за борачи кои ги минуваат категориите и ќе му треба доста време да се стабилизира. Така да тука во овој случај да речеме Дејан цел подолг период се бори на 84 килограми, сега веќе оди во другата категорија и веќе малку подруг проблем. Значи друга категорија на лица, сосем друг однос, треба друга тактика и така.